Вака, во неврзан муабет пред почетокот да ви кажам на следното. Вчера уствари, испратив мејл до седиштето на Microsoft за да прашам дали ќе може на моменталната интернет врска со која што располагам, тоа е 30 мегабита во секунда, дали ќе може да организирам лайф ивент за кој што денес ќе зборувам тука, на кратко, затоа што ќе зборуваме за делот за закажување на состаноци, и добив одговор дека таа брзина на интернет не е доволна или представува само минимум од тоа што е потребно за да се реализира таква средба. А разликата помеѓу овој состанок и таа средба е во тоа што овдека, како што видовме вчера, имавме лимит од 365 корисници, а потоа тој број се намали, константно се движеше меѓу 330 и 340. А додека на лайф ивент имаме лимит од 10.000 слушатели. Но, за да имаме таква средба, треба да имаме многу подобар интернет. Значи, кога на интернет од 40 мегабита не може тоа да се направи, значи единствена солуција е оптика. А оптика нема во нито едно, освен во некои скопски училишта и можеби во градовите тек тук по едно-две училишта. Исто така денес дискутиравме за потребата од брзината на интернет. А паднавме на муабет, ако секој училиште, наставникот појде на треба, значи Министерството го заложи да држи часови онлайн во училница. Тогаш, мислам дека никој не пресметал доволно добро, затоа што во моето училиште, например, во исто време треба да држат онлайн час, на синхрон начин, 28 наставници. А сега секој наставник по 15 мегабита брзи на интернет за тоа, значи мислам дека не постои инфраструктура во државата што би го поддржала тоа. Тоа автоматски од старт е грешен печаток. Мислам грешна предпоставка која што нема шанси да може да се реализира. Значи во исто време, толкав број на наставници во било кое училиште и со било каков интернет во државата, тоа е неизводливо. Затоа што една средба не можеме да организираме со релативно добар интернет, а не со нешто друго. Еве информација од прва рака сега за сите заинтересирани. Благодарение на колега од Цветан Димов во Скопје, со чија што помош организиравме Office 365 во тоа училиште. Ми пише порака дека Агим Бекај, задолжениот за Microsoft Македонија, че господинот Агим Бекај потврдил дека верификација на македонски домени во Microsoft од Македонија ќе биде во наредните 2 недели. Значи, можност за сите училишта, ако ја почнат постапката, да го фатат рокот за да добијат сите. Значи, ова е потврдено од првиот човек за Microsoft за Македонија. Значи, нема друг човек кој што би рекол поинаку, освен тоа. Од неговиот глас се слуша и тој ги определува, ги верификува, ги потврдува експертите од Македонија. Значи, тој е тој човек кој што ги потврдува. Заедно со канцеларијата на Microsoft во Скопје. Повелете? Не, на верификација. А верификација значи, откако ќе ја помините постапката, како училиште, значи аплицирате, ги средувате параметрите со хостингот. Така? Тоа е токму заради тоа правиме муабет. Верификацијата, за да можат сите да ја користат, Microsoft ќе ја прави во наредните 2 недели. Еве шанса за сите училишта од државата што аплицирале да го средат или веќе ако сакаат да побрзаат за побрзо да се среди работата. И самиот процес на верификација трае од 2 до 4 недели. Сега кога првиот човек ветува дека ќе се заврши за 2 недели, вајда може да се заврши. Ништо, нема проблем. Повелете?
Вака, ако можеш еднаш да го повторите прашањето, не ве разбрав. Така? Ве разбрав. Не, се имате што треба, ама тој дел треба да се подеси во администраторскиот дел, затоа што начинот на додавање на апликации за цела организација е малку променет. Значи, порано беше поедноставно, ама сега за да имате контрола што ќе користите и што цело училиште ќе користи, малку е променет начинот на кој тоа се прави. Така? Значи, не знам, сега ќе зборуваме за апликацијата, пишете во порака на месенџер кај мене, затоа што тука нема да можете, па јас ќе видам што можам да направам. До 20 часот и 1 минута. Мислам дека време е да почнеме. Добра вечер на сите. Веќе се знаеме, ова ќе ни биде втора епизода од нашето патување од серијалот Microsoft. Или можеме да го наречеме летниот серијал на Microsoft. Денес, пред почеток да ве замолам, бидејќи сме 273, ако е можно да ги исклучиме микрофоните, за да не ни се слушаат шумови, и при тоа би ве замолил, ако при тоа се приклучувате на мобилен, внимавајте, подесете го звукот на микрофонот, затоа што се јавува фонија. Денес, за оваа средба, се одлучив да го представам тоа што најчесто кога се зборува за Teams, најчесто се користи и се помислува дека уствари Teams или Microsoft е токму тоа што сега ќе го работиме. Се надевам дека ќе бидам јасен, конкретен и нема да брзаме како минатиот пат, затоа што одбрав само една алатка која што ќе работиме и при тоа ќе настојувам да ги прикажам сите нејзини можности, односно сите нејзини точки, копчиња каде што вие можете да кликнете. Но прво, сакам да ви покажам како изгледа оваа апликација на мобилен. Сега ќе се обидам да го споделам мојот мобилен телефон. Се надевам дека ќе биде се во ред. Еве вака. Значи, ова е сега споделена слика од мобилен телефон. Како моментално изгледа нашиот состанок на мобилен телефон? Што е тоа што го гледате во мобилниот? Забележувате, горе има сликички и иницијали од корисниците. Ако некој учесник на средбата има приклучено камера, вие го гледате тука. Бидејќи јас сум сега приклучен и од мобилен, и од компјутер, забележувате дека мојата слика стои десно, долу, а исто така сум логиран од истиот мејл со кој што сум логиран на состанокот сега. Долу забележувате, имам опција да го запрам презентирањето. Ако кликнам на опцијата горе што се појави, што е Microsoft, значи тоа е каде се наоѓаме. Забележувате дека состанокот официјално е почнат 17 минути и имаме 290 и сега ќе гледате се што ќе се отвара на телефонот кај мене, ама мора да е така. Затоа што не можам да предвидам што ќе се случи моментално на телефонот, но затоа брзо ќе го поминеме сето тоа. Забележувате, имате чет делот,
Сега во овој дел се информациите, а дека имаме вкупно, се зголемува бројот, 297 учесници. Можам да додадам луѓе, ако знам мејл нивни, можам да додадам соба, ова се однесува пред се за факултетите каде што имаат различни амфитеатри, каде што имаме опрема, од каде што може да се вршат предавањата. Значи, имаме тројца корисници, забележувате, што се приклучени и при тоа забележувате дека сите се приклучени како гости. Значи, во овој дел е првата опција. Десно во аголот е тоа што го имавме прикажано сега, каде што можам да кликнам на со едно копче и да ги контролирам сите присутни. Ако кликнам на делот See All, сега малку е закочено во телефонот, ќе забележите дека ќе се појават сите корисници што се во средбата. Во делот со облаче, во делот за постови, ни се наоѓаат известување дека состанокот е започнат, кој го почнал. Гледате колку пробни состаноци се одржале тука, за да го направиме ова што сето го правиме. Исто така, забележувате дека долу, најдолу, имате хоризонтална лента. Ред, погрешка сум го исклучил микрофонот, место вас да ве мјутнам. Значи, долу во екранот на мобилниот телефон имате опција Reply. Значи, овдека можете да напишете било каков одговор на било која дискусија што се одвива во моментот. Можете да прикачите документ на спајалицата. При тоа може да бирате било каков документ што го имате од сликата. При тоа можете, ќе зборуваме за тоа како се користи од десктоп верзијата, но ова е како изгледа на мобилен телефон. Ако кликнете на ова копчето што е со А, ќе добиете опција за уредување. Сакам да напомнам дека ако го запишете копчето знакот за мајмунче, за мејл што го користиме, тоа професионално се вика Add Mention. На тој начин вие можете да спомнете или да упратите директна порака на името на човекот што го на една личност од присутните. Например, аз ако пишам сега Add Mention и нечие име, тоа значи јас ќе испратам приватна порака до некого. А ако пишам мајмунче и потоа името на групата, тогаш таа порака ќе се испрати на цела група. На тоа подобро ќе биде видливо на десктоп верзијата. Забележувате најдолу, имате извичник, па Б, па коса црта италик, па У подцртано, па опција за маркирање и на крајот опција за буквата А. Тоа ви е за уредување на текстот. Исто како во секој друг текстуален уредувач, многу интересно извичникот, во кој што, ако го изберите него, ќе забележите, ќе се појави дека вие сакате да кажете некоја многу важна вест и таа ќе биде приоритетна пред се останато. Ова беше во првиот дел од тоа што го има на апликацијата Teams за на мобилен. Се враќам на стрелката наназад и забележувате во лентата најдолу, вие главното мени, каде што имате Activities, Chat, Teams, Assignments како задачи, календарот и имате More. Колку ви е поголем мониторот, екранот на мобилниот, толку повеќе опции ќе гледате. Во најгорниот дел, каде што е Fit, ви се пораките. Ако кликнете на него, ќе ги видите сите или вашите само пораки. Ако кликнете на вертикалните, хоризонталните се извинувам линии, што се наоѓаат во левата горна страна, ќе ги добиете опциите за подесување на Microsoft Teams. Забележувате горе е мојата слика, профилна, која што може да ја смените, ама нема потреба. Потоа прикажано дека во моментов јас презентирам.
Потоа имате опција да поставите порака. Исто така уклучени ми се нотификациите. Во делот Settings ќе направите подесувања. Ќе одиме едно по едно за сите овие. А делот по делот за Accounts и ORG. Тука можете да ги забележите сите акаунти или сите организации каде што сум јас член. Прво е моето училиште и тоа е штиклирано. Доколку сакам да се приклучам, например на Microsoft, треба да го изберам тоа, сега ќе го изберам. Ама бидејќи сум приклучен на овој состанок, ќе го изгубиме состанокот, па не сакам тоа да го направам. Исто така, Link to the World, тој еден проект каде што сум приклучен, исто така е во посебен тим. Можем да додадам тимови, но за тоа ќе зборуваме во некоја наредна средба. Сакам да го прикажам само делот за подесување, да видите што се можете да направите во овој дел, затоа што тоа е најважниот дел. Исто како на Facebook да ја смените шемата, да биде темна. Можете да ги изберите нотификациите на звончето. Тоа е многу практично, затоа што кога ќе видите во ситуација да сте на час, толку многу пораки може да добивате. И на тој начин што нема да можете да го најдете тоа што е важното или битното. На тој начин ќе треба да најдете начин да си го подесите на начин што најмногу вас ви одговара. Пример, првата опција е Quiet Hours. Ако го исклучите, нема да имате никакви вознемирувања од никого. Значи има многу опции. Например, имате во Meeting Start, значи тоа се пораките што кога веќе состанокот ќе започне, Meeting Chat. Значи контролирате што ќе се случи со сите опции. Во делот, сега ќе се вратам назад, во Data Storage контролирате се на телефонот, каде ви се, кој, дали имате картичката, дали уредот од телефонот ќе види меморија, профилот, пораките и така натаму. Можете и да се исклучите од тоа место на Sign Out, но напоменувам, ако сакате да премините во друга организација, треба само да ја изберите во овој дел организацијата и при тоа се ќе биде како што треба, нема потреба да се логирате и одлогирате. Напомнувам дека овие сите можности можете да ги користите само доколку имате Edu акаунт. Значи со приватен Hotmail, Gmail акаунт, ова нема да можете да го користите. Наредно, што сакам да ви прикажам, ова беше делот за активности. Во делот за чет, кој ќе го изберите, ќе ви се појави нов дел во кој што се сите опции во четот што се направени. Сега бидејќи мобилен ретко користам јас, ама сакам да го прикажам што може да се прави и можете и преку мобилен цел час да одржите. Во наредниот, ако забележувате десно долу, имате икона која што ако ја кликнете, можете да направите, да испратите порака до било кого. До било кој мој ученик што или било кој вработен или било кој надворешен соработник. Во делот Teams ќе ги гледате сите тимови во кои што сте вие член. Еве го последниот тим, каде што сме ние сега. Тоа го забележуваме затоа што имаме икона за камера. Значи тука ние состанокот сега. А нагоре се сите тимови во кои што јас сум член, ги има толку многу, затоа што јас сум ги креирал сите и тој што го креира по дефолт е член во тимот, но во секое време може тој што го креирал да го отстапи местото на било кој друг. Но јас ги оставам овие за да можам во случај на потреба од помош, за да можам во било кој момент да му помогнам на било кој од колегите. А во делот лево горе до Teams, значи напоменувам, имате за навигација 3 хоризонтални линии или 3 точки. Таму нешто се крија во било која верзија од Teams. Значи овој делот го видовме. Од десната страна можете да менаџирате тим, да додавате тим, да побарате тим или да се приклучите на тим со код. Значи, повторувам, ова можете да го работите цело од телефон, на овие работи ќе дискутираме на посебна средба. Во делот Assignments, тоа е во лентата долу, хоризонтално, четвртата, се сите класови каде што има доделено домашни. Јас ќе изберам еден од тимовите.
Така го бирам секогаш моето деление каде што предавам. Исто како во претходната, како што гледавме во вчерашното видео, се гледаат само последните домашни, исто како што ќе биде после во десктоп верзијата. Значи, една од причините поради што почна вака со мобилен да ви ги прикажувам, е да забележите дека чувството да работите во Teams е исто на било кој уред да го правите сето тоа, само што на мобилен вака е малку помало. Ако кликнам на плюсот, што е десно до лупата, можам да додадам нова домашна, нов квиз или од веќе постоечки. Ова се опции за кои што ќе зборуваме во некој од наредните средби. Можете да пребарате по име, по тим, или пак може да пребарате по било која карактеристика, која што во момент можете да го побарате ученик само, да го видите неговите домашни, или може да побарате цело оделение. Во делот календар, ова е делот кој што ќе зборувам нешто повеќе во десктоп верзијата, Календарот, како што можете да забележите, е празен. Ако кликнам на иконата, можам да додадам нова средба, да закажем. Забележувате, пишувате наслов, додавате корисници во втората опција, го споделувате во некој канал, бирате кога ќе биде состанокот, потоа каде ќе биде локација, амфитеатар за факултет, училница, ако може да дадете, или онлайн, било како. Во делот репит, дали состанокот ќе се повторува, или како да биде прикажан. Дека биде подобро, делот е, гледате, во моментов е бизи, затоа што ако го додадам јас состанокот или средбата, или часот, евентуално, тој ќе биде зафатен за сите членови што се во тимот. Може да додадете опис. Сега ќе исклучамо, дека нема потреба, затоа што не беше само за презентацијата. И во делот More ќе добиете многу опции, освен овие што се прикажани. Имате Calls, првата опција, тоа се фајлови што ги имате на телефонот, камерата од телефонот. Ако вашата организација има организациона структура, организациона шема, значи можете систематизацијата да ја пресликате тука. Имате Wiki, тоа е за правење на страни. Имате Edu Class Notebook, Staff Notebook. Имате делот Shifts. Тоа што е новата карактеристика на Microsoft, затоа што со помош на Microsoft Teams можете да направите смени во вашето училиште. Прва смена, втора смена. Значи, тоа е уште еден одговор дека може да се направи распоред во Teams, односно да се преслика книжниот распоред по кој што одиме во нормални услови во електронска верзија. Значи, со тоа прикажав како изгледа интерфејсот на работа со мобилен. Сега ќе го прекинам споделувањето од мојот мобилен и ќе се префалам на прикажување на екранот од мојот компјутер на кој што ќе дискутираме за тоа како изгледа Microsoft Teams апликацијата. Но пред да дојдеме на ова прозорец на апликација, ќе ви прикажам како да дојдеме до Microsoft Teams апликацијата. Значи, се што треба да направите е да појдете во стартната точка на вашето училиште. Тоа е office.com. Идам да го зумирам, дали можам? Не може. Значи, во делот пишувате office.com. И тука учениците треба да се логираат. Кој ќе кликнете на sign in, треба при првото логирање, учениците треба да изберат, или наставници, дали се логираат како ученик или како наставник. Ве молам, исклучете ги микрофоните.
Значи сега, во делот на sign in ќе се логирате, го пишувате имејлот ваш. Ја сега ќе пробам како ученик да се логирам. Еве сега се логирав како ученик. Откако ќе се логирам како ученик, а или вие како наставници, во вертикалната лента што се наоѓа од левата страна, ќе гледате сите алатки што ги имате во пакетот на Office 365 или Microsoft 365. Teams е некаде при дното. Напомнувам дека распоредот на иконите може да биде поинаков, ова е новиот распоред. На овој начин ја отворате веб верзијата на Microsoft Teams. Сега ќе забележите дека ќе биде, па речи си, идентична на онаа што беше на мобилен, само што е малку поголем. Овој ученик, сега забележувате дека не е член во многу тимови, туку е член само на 3 тимови. И тоа значи дека, кога вие ќе се логирате како наставници, ќе ви се појават сите тимови каде што вие сте член. Во овој случај ученикот. Ако е член во 3 тимови, ќе се појави само во тие 3 тимови. А во делот, овие точките што се наоѓаат во горниот агол, ги имате сите апликации што ги имате во Microsoft 365 пакетот. Во вертикалната лева страна имате делот Activities. Тоа исто како на мобилниот. Личните, бидејќи ученикот е само како пробен, нема ништо тука да има. Во делот Chat, тој не учествувал во никакви разговори, а ова се неговите домашни што му се додадени. Во делот Assignments, забележувате дека се наоѓа на врвот, имаме 3 опции. Имаме чет поврзан исклучиво само со делот Assignment. Во делот Assignment се задачите. Значи, оделенијата каде што е, класовите каде што е член. Да ги видиме, треба да кликнеме едно од нив, но тоа ќе го видиме од мојот дел. Во делот Teams се тимовите. Се, зошто вака, некој ќе праша зошто се вака распоредени? Начинот на прикажување на тимовите, можеме во овој дел да ги филтрираме, сите, само оделенијата начинот, можеме да го смениме прегледот, ако кликнеме на делот Switch View, можеме да избериме како сакаме да ги гледаме. Во основната, во темната варијанта, ова е за работа за навечер многу добро, голем контраст, да смениме јазик, напомнувам дека го имате и мислам и хрватскиот. Еве сега ќе провериме. Сигурен сум дека го има хрватскиот, српскиот, босанскиот и бугарски има, француски, еве хрватски сигурно дека има. Мислам дека во преговори, ако нашата држава, влада, се одлучи да го користи Teams како платформа, јас сум сигурен дека Microsoft ќе го локализира на македонски, затоа што и Word-от е локализиран на македонски. Значи може да ги имате алатките на македонски. Се преводот нема да биде баш совршен, ама ќе биде добро. Значи ова се јазиците на кои што можете да биде прикажан изгледот. Значи хрватски постои само. А во делот најдолу ги имате за анимациите, да го исклучите или приклучите делот. Во приватноста може да изберите каков пристап имате, дали да учествувате во истражувања. Во делот нотификации, ево дека може да си играте со опциите, било како ученик, било како наставник, кога да добивате нотификации. Секогаш имате неколку опции. Банер and email, банер или only show in feed. Банер значи ова што го гледате десно долу. Тоа е известување, што намерно јас го оставив, не го исклучив.
Значи и такво и имейл. Втората опција е само таков известување, а третата опција е само во фид, што забележавте, ако се сеќавате, беше опцијата што беше ваму горе. Оделот Calls ретко која институција во државава ќе го користи, затоа што може да се подеси Teams, да може да звоните на било каков обичен или мобилен телефон. Но за тоа треба да има подесувања која што се прават, значи можете преку Teams да имате конференцијски врски, односно да зборувате на мобилен телефон, како обичен телефон. Значи ова е во делот за подесувањата. Да ја вратам во нормалниот преглед. Во овој дел, десно, каде што стојат иницијалите на ученикот, може да си смениме слика, може да наместиме наша слика или ако имаме веќе да ја смениме. Стандардно како и секаде. Да определиме дали ќе бидеме достапни, зафатени, да не вознемируваат. Значи бираме каква опција сакаме за тоа. Можеме да си поставиме статусна порака, исто така можеме да подесиме. Овој дел е многу битен. Да ја симниме десктоп апликацијата или мобилната апликација. Десктоп апликацијата е првата опција, која што ќе ви ја прикажам покасно, а мобилната апликација ви ја прикажав сега. А мобилната апликација што ја прикажав беше за Android телефон, но исто е и за iPhone. Ако имате таблет, можете и на таблет да го користите ова. Значи ученикот ако би го користил на таблет, ќе биде потполно идентично. Само напомнувам дека ќе биде поголем екранот. Во делот Settings, ова особено се однесува за наставниците. Во делот Settings, што го објаснивме тука, ќе имате други додатоци во кои што можете да го надоградите, особено тој што е администратор во училиштето, ќе има многу повеќе овдека опции. Ќе ги прикажеме покасно. Делот Assignment зборувавме веќе за него. Во делот на календар. Сега забележувате дека ова е нешто поинаково од календарот што го имаат, што беше на мобилен телефон. Забележувате дека имате по денови и по часови. Моменталното време е обележено. Можете да прикажувате десно цела недела, работна недела или само еден ден. Имате десно горе две опции. Meet Now, со самото кликнување на Meet Now, вие почнувате состанок. Ќе пробам да кликнам. Ќе го исклучам микрофонот, и го користам веќе. Continue with audio. И сега јас со ученикот почнувам нов состанок. Можам десно овдека да поканам некого. Јас себе си ќе се поканам. Предноста е што, ако вашето училиште или организација ги има внесено корисниците, тогаш со само пишување на неколку клучни зборови од името или од презимето, ги добивате корисниците што ги имаат и зборови напишани. Еве јас, например, ученикот ќе го повикам. Добив информација дека тој не е достапен. Ако сакаме, ќе зборувам нешто покасно тука од страната за наставник, но ова што гледа ученикот. Времето колку е состанокот, камерата од ученикот, микрофонот од ученикот, опцијата за споделување, опцијата за рака, конверзација, да се прикажат учесниците и да се исклучи што ќе направиме сега. Аз се извинувам, не го гледате вие цело време? Во ред, благодарам. Значи, јас ова се снима. Ако случајно некаде има проблем, се снима тоа што јас го гледам. А би требало вие да го гледате истото. Јас гледам сега на другиот монитор, тоа што оди сега моментално лайв фит на Facebook и тоа што е тука. Мислам дека одеше тоа, ама не е проблем. Може да се случи проблем со интернет, со било што. Значи, тоа беше што зборувавме за ученикот во календарот. Имаме дел опција, New Meeting, за која што ќе зборуваме нешто покасно. Имаме две опции во тој дел.
кој ќе сподиме за делот за наставници. Значи, овој ученик е креиран со можности тој да креира состанок. А по правило, учениците во организацијата не би требало да ги имаат тие права и можности да започнат состанок. Освен вие, како наставник или администраторот не му дозволи такво нешто. Што не се препорачува за учениците. Од делот Calls е делот што го спомнав, а во делот Files се сите фајлови што се споделени со ученикот. Во левата страна се скорешните, во втората опција се Microsoft Teams, се сите алатки што се споделени во тимот или тимовите каде што ученикот е член. Имате OneDrive, каде што се што стои таму, каде што тој може да го користи. Ќе зборуваме во посебен дел за OneDrive. Дури може и да додадеме Dropbox, Box, ShareFiles, Google Drive. Значи, се што имате на располагање може да приклучите тука. Дури вашиот Google Drive, што не тераше државата да го користиме, може да го споиме тука. Но Google Drive-от е 15 гига, а спомнавме 1 тера или 5 тера има во секој ученик во OneDrive. Во делот со трите точки се апликациите што му се достапни на ученикот. Ако овие што се 4 по 3, 12 малку, има уште преку 350 апликации што ученикот може да ги искористи. Поделени се по категории, а ако го знаете името на апликацијата, слободно можете во делот Search да го напишете. Во последната икона, во левата долна страна, имате опција, ако кликнете на незе, да ја го симните десктоп верзијата на Microsoft Teams. Забележите дека автоматски апликацијата откри каква е мојата верзија на оперативен систем. Дали е 32 битна или 64 битна и самата инсталација ќе ја симне она што одговара за вашиот компјутер. Бидејќи јас ја имам, нема да го направам тоа. Се што треба да направите да кликнете на Save и ќе се сними. Значи, ова е изгледот на прозорот на ученикот. Сега јас ова ќе го прекинам споделувањето тука. И ќе споделам десктоп верзијата на Microsoft Teams. Ова е, молам? Во ред, сакав да видам само уште истото ќе биде како наставникот го гледа. Ова се тоа. Ама може, нема проблем. Ајде ќе прекинеме. Нема проблем. Тамани пауза да направиме. Повелете, да земам да запишувам. Повели. Така? Добро. Вака сега. Тоа планирав да имаме цела сесија за тоа, како се креираат тимовите и да споделуваме искуство. Според мене, вака, јас ќе бидејќи минатата година, бевме, да речем, затекнати со ситуацијата, ама и годинава, и ова учебна година, после 6 месеци, пак сме затекнати. Сметав дека е најдобро да направам тимови, например, 600 оделение, и во него да ги ставам сите ученици, 601, например, сите ученици, сите наставници што предаваат во тоа оделение и секој предмет да биде канал во тоа оделение.
Но сега сакав тоа да го објаснам во наредниот пат, значи ќе се надоврзам. А друга опција, друга можност е, и мислам дека е така поправилно. Ќе видите практично зошто така е поправилно. Секој наставник да си има свој тим. Значи ученикот кога ќе се логира, тој ќе има на пример 11 тимови. Затоа што има 11 предмети. Се. Не, јас така го направив заради брзина на создавање. Значи, и мислам, така сметав дека треба ланската година, ама сега сметам дека не е така добро, ќе видите од зошто, затоа што толку многу ќе се натрупа дел од General, општиот дел во каналот, што не можете да се снајдите. Се замислете, кај мене користе, само јас го користев тоа и беше пак пребукирано. Се замислете да користат 15 луѓе. И секој да има комуникација тука, е добро што комуникацијата се одвива во посебен канал. Сметам да си биде секој газда на своето. И плюс би додал дека може во согласно со одлуките на училиштето, препорачливо според мене, да биде директорот како раководител на организацијата член во тимот, затоа што да може не да учествува на часот, но ако сака, да може да следи што неговиот колега работи. И јас имам таква информација, ама ќе видиме. Боже здраве, јас викам дај Боже да го направиме тоа. Ајде. Ќе зборуваме за има 4 можности како може ученикот да биде член во тимот. Значи, ако има централно уредување, ако се поврзат базите како што треба да се поврзат, тоа ќе биде сето автоматизирано. На секоја година, сега, например, имаме проблем. Како ќе ги правиме тимовите за наредната учебна година? Дали само ќе му го сменам името на тимот? Или треба да направам нов тим? Microsoft нема лимит за тимови. Изборно. Да. Ќе зборуваме за сето во наредното. Сега во наредното баш ќе спомнат за тоа, но имам цела средба за тоа како се креираат, како се додаваат и кои се разликите за тоа. Дали има уште некој да продолжам понатаму? Проблеми. Исто така и домашните кои што ги правеа, значи тие ги ставаа во коментар каде што сите ги гледаат, значи ти може да направиш опција за да ги види само твоите, ама сепак тоа не е тоа што би требало да биде. А кога би било посебно секој наставник да се го формира своето оделение, значи тогаш наставникот ќе си го гледа тоа што треба, а не другите. А дека веќе го се вклучува дури и наставниците кои што предаваат во оделенијата на тестот. Да, веројатно. Значи, затоа е подобро секој наставник да се формира своје оделение, свој клас и да се ги внесе децата и да им даде код да се вклучат. Сега ќе продолжиме ако нема прашање во врска со тоа. Како да го направиме? Ајде, повелете.
Да, ама видите, ако е заеднички за сите, значи сите наставници, тогаш сите наставници ќе може да го видат тоа. Асајментот од ученикот. Значи се така, да. 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 Сега ќе зборуваме за тоа. Ништо. Еве сега да го споделам. Ајде, повелете. Вака, моите сознанија говорат дека оваа година, ако наставата биде онлайн, задолжително треба да биде синхроно, на начин како што ние сега го правиме. А за тоа како ќе го направи наставникот? Во тие 20, 30, 40 минути што ќе биде? Која алатка ќе искористи? Како тоа ќе го направи оставено на наставниците? А дали ќе биде подобро или полошо едната или другата апликација, не знам да ви кажам. Сами треба да оцените што е тоа што ви е подобро. Тие се двете исти, само ова што е од Microsoft е поголема целина, гледано како пакет. Затоа што ние сме и како предходно учени да го користиме тоа. Windows користиме. Ние исто така презентациите што ги користиме. Не постои компатибилност или граници има помеѓу Impress, што е во Google, и PowerPoint, што ние го знаеме. Ама се работи на тие да бидат компатибилни. Зато што не е битно кој ученик на која платформа работи, се додека тоа што го работи може да го види и на било која друга. Например, една Финска или една Естонија нема една платформа за работа. Значи, подобро е да биде една, но не може да му се стави граница, па мора таа да биде. Значи, луѓето увиделе дека всушност во различностите е богатството. Значи, на тој начин ќе треба, тоа што го правам јас во Teams, ќе можете да ја огледате вие во Classroom и обратно. Ама тоа се уште не е можно. И сега вие од овие наши средби треба да видите што е подобро, што ќе ви користи и како тоа ќе го искористите. Тоа е и целта на овие средби. Значи, целта ми е да прикажам што се може да направите. А има уште толку многу што може да се направи, што крајот не го гледам ни јас. Еве сега да го споделам назад прозорецот, за да го можете да го видите вие. Значи, ова е прозорецот од Microsoft Teams, во кој што гледате во моментот дека имаме 302 корисници и плюс сите тие што се тука и плюс јас. Забележувате дека се имињата и презимињата овдека. Сега замислите да се наоѓате во оделение, тогаш секој ученик ќе си има слика овдека. Може да го повикате со име и при тоа ќе забележите дека овдека во делот имате опција Copy Join Info. Значи, ако кликнам на овој како ланец што е овдека, јас го копирам линкот од оваа средба и можам да го испратам
на било кој начин до било кого. Исто така, во делот на учесници, и гледате кои се присутни тука. Исто така, можеме да ги скријаме учесниците, можеме да го прикажеме полето за конверзација, но бидејќи го немате можност да го користите затоа што сте гости. Ја спомнавме алатката за дигање на рака, сега имаме многу повеќе опции одека. Во делот, што имав проблеми со многу голем број колеги, или не му работеше микрофонот, или фонија се слушува, дури сега ми се случува да има фонија. Ако избериме Device Settings, многу лесно можете да го подесите сите уреди што ги имате во вашиот компјутер. Забележувате ова е со микрофонот. Ако се движат линиите тука, значи микрофонот ви функционира. Ова е звучникот преку што го слушате звукот. Кликнете на стрелката и ќе изберите од каде ќе слушате. Овдека ви е камерата, или ако е интегрирана, или ако е посебна камера. Значи, ова прво треба да го направите пред да почнете со состанокот, да видите дали се во ред. Значи, ако не се слушате или не ве слушаат, тука треба да појдете. Потоа, делот Meeting Notes е многу добра опција. Во Meeting Notes можете додека трае состанокот да бележите. Но повторувам, ова опција не ви е возможна затоа што вие сте гости сега. Кога би работеле, вие можете да фаќате белешки додека трае состанокот. Третата опција е Meetings Details. Значи, автоматски го имате линкот, тој што ви го кажав да го копираме, кога е почнато и така натаму, опциите што се за состанокот. Ова е галерија. Сега ќе изберам Large Gallery, во кој ќе се прикажат 49 сликички од корисници. Сега сите што се со камера приклучени, сега ќе се прикача тука. Сега почекаме, ако има повеќе да се приклучат тука. Значи, како што се приклучуваат камерите, така се пополнува полето. Ќе биде до најмногу 49. 7 по 7. Значи, ова се наоѓа во опцијата, повторувам, на трите точки, и ова е новина што е во функција од некаде почетокот на август. Сега да не чекаме, ќе одиме во третата опција, Together Mode, и сега ќе видиме во амфитеатар. Сега. Значи, сите што се на камера, автоматски се поставуваат во седиште. Ќе се вратам сега на... го прекинав прозорецот по грешка, се извинувам. Еве го. Дали е се во ред? Значи, сега ќе се вратам во Large Gallery View, за да бидат со сите. Сега, внимавајте, многу е битно и од интернетот сега. Замислете, ова сето треба сега да имате и побрз интернет за да го направите. Треба да го почекаме тоа, додека се направи. Наредна опција, додека чекаме ова да се направи, е Upload Background Effects. Ќе ви објаснам кој ќе го кликнам што е тоа. Ако ја изберите таа опција, тоа се однесува за мојата слика што е тука. Може да наместите било каква позадина. Значи, може да изберите никаква, моментално имам заматена. Значи, има нешто позади мене, ама не го гледате што е тоа. Може да изберете било каква сакате позадина, или да си направите ваша, може да сликате училницата, па да си ја ставите тука. Ја бирате, еве, например, јас ќе изберам Minecraft, ќе кликнем на превју, да видам како ќе изгледа. И ќе ја приклучам. Сега забележувате, десно долу е сликата моја променета. Ова е феноменално корисна опција
кај што сега е покажувачот, Live Caption, за наставниците што предаваат странски јазици, ако ова опција е уклучена, тогаш автоматски оди превод на зборувањето. Еве овдека. Од оздола се појавува. Значи, внимајте, сето ова користи интернет и ви ја кочи врската. Јас само го пуштам сега за да го видите. Како би изгледало ова? Значи, кога би била во состанок, во средба, со кај што зборуваат на јазик што е поинаков од вашиот, ако ја уклучите оваа опција, вие ќе имате машински превод од јазикот. На тоа што е зборува. Нема да биде совршено, но ќе се искористи. Сега ќе го исклучам. Имате опција да го започнете снимањето. Ако изберете оваа опција, целиот ваш час ќе биде снимен. Последните две опции нема да ги користиме скоро никогаш, затоа што ретко кое училиште има можност или платен пакет за конференцијски врски. Ќе зборувам нешто покасно за снимањето, затоа што има измени во Microsoft. До минатата учебна година, снимката што ќе ја направите од часот, ќе оди директно во фолдерот од тимот каде што е часот, во каналот. А од оваа година има направено измена, наставникот треба да ја намести таму. Ќе зборувам и за тоа покасно. Лани беше подобро така, ама годинава не знам како ќе биде, ќе научиме. Ама постои како опција и напоменувам, снимката може да биде 50 гигабајти голема и така ви може да направите пола милион. И независно од местото што го имате на OneDrive. И сето тоа оди на делот Steam, што е дел од Microsoft. Така што ќе зборуваме некогаш во наредните средби. Потоа ни е иконата со камерата, каде што можам да ја исклучам или да ја приклучам. Микрофонот, да го исклучам или да го приклучам. Иконата за споделување. Сега, ова икона за споделување, ќе ја видите најдобро како функционира. Ако кликнем сега овдека, ќе го исклучам она што го споделувам и нема да можете да видите. Како се споделува? Ама ќе се вратам во веб верзијата за да ви покажам како изгледа споделувањето. И на крајот имате десна опција да го прекините состанокот. Ова сето се однесува за Microsoft Teams, просторот каде што ни е состанокот. Сега ќе го прекинам тоа споделување и ќе го споделам прозорецот во кој што се опциите што ги дискутирав претходно. Што ги разгледувавме на мобилната верзија и од погледот на ученикот. Сега овдека ќе биде побогато, затоа што има многу повеќе, затоа што ова е моето, како наставник. Значи, во делот на ФИЦ ќе бидат сите мои учества, коментари и од учениците во било кој тим. Значи, во делот, одам сега, остана кај што беше, да се вратам назад. Значи, ова е последното што е напишано. Од истоат, ако кликнам My Activity, ќе се прикажат моите активности, последни што се направени. Во тимот што е овдека избран, забележувате сум во General каналот, имате постови, фајлови, и јас сум прикачил Word документ. Имате знак плюс, ќе видите после може да додадете што сакате. Можете и веднаш да почнете состанок во овој дел, со кликнување на Meet. Или пак може да закажете состанок. Сето директно од каналот. Сега, главниот проблем беше дека се наоѓа во Teams, во Team, а овдека не ми беше отворен, не ги гледавме тимовите. Значи, ќе кликнете во делот на Activity, се отвора фит, но остана предходното кај што беше. Значи, во делот Chat
стојат сите разговори што се направени и многу ги има. Ако сакате да филтрирате, може да побарате по контакти, може да пребарате по име или по содржина. Еве, например, тест. Ама немам тест ништо. Например, еве прашалник, што е креиран. Имате икона, може да отпочнете нов чет прозорец, го пишувате името, средба 2, пример. Сега, дека мислев, треба да пишеме до кого. Пишам add mention и автоматски ми излегуваат сите корисници во училиштето. Ако пробам, можам да дадам add mention на цела група, на цел тим. Можам да креирам група во која што ќе се одвиваат сите разговори и при тоа сите разговори ќе останат зачувани во таа група што се прави. При тоа забележувате, за секој разговор што е правен, еве, ученик, забележувате, имаме оптека опција, pop-up chat. Значи да го одвоите овој разговор во посебно поле. Можете да го направите на непрочитан, да кликнете на пин, тоа значи да го ставите на врвот, да не го пребарувате, ќе остане горе. Може да го ставите во омилен контакт, да добивате известување кога ќе е достапен, да го ставите на мјут. При тоа забележувате дека ова делот чет е специјално со ученикот, делот files се сите фајлови што ги направил ученикот или што му биле доделени. Во делот организација не е поставено за ученикот, ова се сите активности во кои што бил член. Може да се додадат апликации тука. Повторувам, 350 може да се додадат. Било која апликација што може да користи ученикот. Може да се започне видеокол, аудиокол и скриншеринг. Ученикот може да започне скриншеринг. Потоа да додадете луѓе во овој разговор и да го pop-out, еве сега ќе кликнам на него, да го извлечете овој разговор како прозорец. Да не биде со сите заедно, да биде настрана. Че ова е во делот за чат. Во делот за Teams се сите тимови што јас сум член. Ајде. Се вратам назад. И ви ве замолил да ги склучиме камерите, видиме дали ќе биде подобро. Исто така да напомнам, денес дека можно е да кочи, затоа што правам скриншеринг на моменталната презентација. Значи на апликацијата во преку која што оди состанокот. Јас не правам скриншеринг на презентација моја или нешто што сум сработил, видео, туку правам скриншеринг на целата апликација, на целата платформа, во која што моментално оди средбата. Па поради тоа мислам дека и проблемот со кочењето, затоа што во исто време правиме 3 работи. Делот за Teams, сега бидејќи ова е поважното, може да ве замолам да го исклучите тоа и нема да одиме во детали за сите, ќе видите како е кај мене направено, а како се прави и што се можеме да направиме со тимовите и како е подобро и зошто, ќе зборуваме наредната средба. Значи ова се сите тимови. Долу имате во последниот дел
hidden teams, значи има тимови кои што сте скриени. Сега, например, бидејќи имаме толку многу тимови, например, тимот трето еден, можам, ако кликнам на овие трите точки, да го скрием. Затоа што повеќе не го користам или алански тим, или не знам други причини, можам да ги скрием. Тоа не значи дека тие не постојат, туку се едноставно скриени во делот hidden. Например, ако денес имам час само во две оделенија, ќе ги прикажам само тие две, за да не ми се пренатрупува прозорецот за работа, да биде поедноставно. Ти ако како наставник предава во, например, во 3 училишта и во 10 оделенија, тогаш има премногу тука. Секој тим се организира во канали. Еве, например, 8.1. Тоа е мојата организација што ја направи Флани. Во трите точки се опциите што ги спомнав за тимот. Ќе ги зборуваме една по една наредната средба. Се управува, се додаваат корисници, се додаваат канали, да го напуштите тимот, да го уредите тимот, да добиете линк од тимот. Тоа е многу добро затоа што може со еден клик да добивате мейл на сите членови од тимот. Може тагови да додавате. Во оваа ситуација јас сум избрал секој предмет да има свој канал. Зошто според мене не е тоа добро, како опција, ќе го изберам повторно тоа моето оделение што го прикажувам на секој. Еве вака. Тоа е 605 оделението. Забележувате дека само два предмети ги користеле. Географија, кој што е скриен канал, кој што може да се скрие. Ве замолил да го исклучите микрофонот. Зошто овој дел според мене не е добар? Кој ќе појдете во делот assignment, ќе ги гледате assignments, мислам, тоа може да биде и добра страна. Ќе ги гледате, еве ги задачите од другите предмети што се наоѓаат во тимот. Што доколку би било посебно, тоа не е можно. Во делот Grades, што е нова опција, ви ја покажав минатиот пат, ама ќе ја зборуваме покасно. Еве го истражување за религии. Повторно стоат во делот Grades и тие поени за секој ученик. Сега замислете зошто е предност, ако можам да речам предност ако се вака направени. Тогаш со еден преглед ги имате сите постигнувањето на сите ученици по сите предмети. За разлика кога би биле посебно, тогаш наставникот би имал увид за собствениот предмет. А на овој начин би имали увид во постигнувањето на учениците по сите предмети. Но тоа значи дека јас сега можам да видам што наставничката дала. Затоа што јас сум како наставник член во тимот. Значи, ако кликнам на овој дел, ќе зборуваме наредните средби како се работи со ова. Значи, тоа е предноста или пак може би маната на овој начин на работа. Значи, напомнувам, каков и да е тимот избран, горе ќе ги имате овие или слични други икони. Ова се сите постови што се направени во каналот, во општиот канал. Сите фајлови што се споделени во целиот тим. Затоа што сме во делот General. Но, ако појдам, например, во религии, си имаме пост, дел за пост, што е само за религии, делот files, што е само за религии. Сега, добро што стои овдека една презентација. Да објаснам тоа, ама ќе зборуваме наредната средба, само сега да ви напомнам. Фајловите што се тука, се достапни на сите ученици. А фајлот што е наместен во овој дел, е наместен на тој начин што кликнувате на стрелката и додавате нов фолдер,
Word документ, Excel, PowerPoint, OneNote или формулар за оценување. Во овој случај наставничката избрала PowerPoint презентација. Оваа презентација е достапна за сите ученици. И учениците можат колаборативно да работат на незе на истата презентација. Јас ќе ја отворам сега, ако може да се отвори. Еве. Значи, ученикот не треба да направи ништо, да смени друга програма, друга апликација, затоа што веќе го има тоа што е тука. Учениците можат да започнат конверзација, кликнувајќи на, ве молам, микрофоните. Да, јас го правам тоа на секое, само додека зборувам не можем да го пристапам толку брзо на тоа. Тај проблем, затоа имаме проблем со брзината, затоа што ова е сега го споделувам истото каде што оди со станокот. Не е презентација што треба јас да ви ја прикажам, односно вие да бидете во ситуација на час, па да презентирате презентација. Тоа ќе е подобро. И нема да биде толку да има проблем со интернетот. Значи, го избрав делот за конверзација. Учениците можат да коментираат за тоа. Например, ве молам, коригирајте го насловот на третиот слайд. Например. Сега може да сгреши во пишувањето. Значи, учениците ќе видат кој го напишал ова и при тоа имате опција, само што ќе го несете глувчето таму, имате најразлични реакции. Може да ја снимите пораката, да ја едитирате, да ја избришите, да ја копирате, да ја споделите, да ја преведете, Translate. Microsoft сега многу вложува за бесплатната апликација за преведување. Immersive Reader да ви ја прочита. Ќе ја изберам сега. Тоа што зборувавме вчера. Значи сега може не го ни гледате затоа што отвори во друг прозорец, ама јас сега ќе го вратам назад. Ќе го гледате на видеото, ќе го чита збор по збор тоа што е напишано. И са внимавајте, ова е на македонски јазик и ќе биде малку смешно, но може да се направи. Можете да ја симнат учениците презентацијата, може да ја отворат во пребарувач. Ова сега ќе го отворам за да ви го покажам. Значи, Open Improviser значи да ја отворат оваа презентација преку пребарувачот, односно на почетокот како што се логирав како ученик. А доколку ја имаат учениците PowerPoint на компјутер, на личниот компјутер или таблет, може да се отвори и таму. Сега ќе кликнам Open Improviser, ама мислам дека нема да можам, оти треба да го споделам тој прозорец, нека се отвори па ќе видиме. Значи, и можете да отворите апликацијата. Можете, сега да се вратам да го споделам и сега ќе видите дека ќе биде побрз интернетот. Сега ќе го споделам делот со презентацијата. Сега презентацијата се отвори во пребарувач. Тоа значи веб верзија. Забележувате горе е линкот од презентацијата, насловот од презентацијата и ова е предноста на Microsoft, што ученикот не мора да има PowerPoint на компјутерот за да уредува. Пишува дека јас сум коригирал. Ако ученикот што е логиран сака да направи нешто, може да измени автоматски, јас ќе знам кој го направил сето тоа. И ова може да се направи во исто време. Секој ученик може да работи во исто време на исти документ. Што значи ова за едно училиште? Замислете дека сте вие сега во ситуација
како училиште да треба да направите некое истражување, односно сите вработени да пополнат еден документ. Тогаш, во тимот во кој што се внесени сите наставници во училиштето, ќе се отвори ваков документ и тогаш документот ќе го пополнат сите вработени во рок од 5 минути и документот е готов, отколку да одиме училница во училница, па препраќање по мейл, па конверзија и така натаму. Значи за 2 минути сите вработени во училиштето ќе го пополнат документот што требало да го сработат. Ако сакаме да правиме истражување, имаме формулари за било какви истражувања, наместо да одиме еден по еден, да ги собираме податоците или од родители, или анкети, или било што, сега тоа се прави толку централно, толку брзо, што многу побрзо ќе ги завршуваме работите. И една од придобивките на новото време е да ги научиме учениците токму на овие активности. Да можат самите да дават објаснување на тоа што го прават. И да ја користат технологијата за тоа да го направат. Гледам сат и 11 минути, повеќе од тоа што планирав. Значи, само кратко, уште 2 секунди сакам да ви прикажам нешто и мислам дека тоа за денес ќе завршиме. Значи, ова беше презентацијата што отворив во Teams. За разлика од презентацијата што отворив во Пребарувач. Опциите се 80% исти со оние што се во нормалната верзија. Бидејќи јас имам десктоп верзија, можам да отворам на мојот компјутер. Ама бидејќи на мојот компјутер сум логиран со училишниот акаунт, се што ќе направам на презентацијата автоматски останува видлива за сите. Делот assignments веќе го видовме. Сега сакам за календарот само да напомнам следното. Овдека ќе го пресликувате училишниот календар што го имате за работа во електронска верзија. Например, мој совет би било ако училиштето направи тим од сите наставници и во тоа секој наставник си го внесе собствениот распоред по кој што треба да оди на работа, овој цело ќе биде полно. Затоа што автоматски се синхронизираат календарите на сите наставници и ќе се знае кој кога и на кое место и во колку часот ќе има состанок. Сега сакам да ви спомнам за разликата што почнав на почетокот. Разликата помеѓу овој состанок што е сега и состанокот што можеме да го правиме со многу повеќе, но немаме услови. Значи, live event е посебен состанок или настан во кој што може да присуствуваат повеќе од 1000, тоест до 10.000 корисници. А додека забележавме на состаноците од Microsoft, Teams може да бидат преку 330 константна бројка и толку се денес. Сега, тоа нема да го правиме, затоа што очигледно не можеме да го направиме, треба да имаме оптика за да го организираме тоа. Ќе изберам првата опција, ќе закажам состанок. Ќе изберам тест. Делот додаваме учесници. Напоменувам, ако состанокот го закажувате во канал, овдека долу, тогаш нема потреба да ги додавате учениците, затоа што сите членови во тој канал автоматски ќе ги добијат во нивните календари или ќе добијат мейл во кој што ќе добијат потсетник за состанокот што го имаат. Тоа е предноста да правите, например, во трето еден, во General. Значи, ако правите состанок, закажувате состанок во канал, нема потреба да ги додавате учениците, затоа што состанокот ќе дојде автоматски за сите ученици. Јас, ако правам покани сега за состанокот што го држиме сега, за да ги имате правата сите, за да може да го користите четот и така натаму, морам да ве поканам сите овдека. Че ја морам да направам 350 покани, значи да ги напишам мейловите на... еден ученик,
еве колешка. Значи може да ги додавате сите што ќе добијат, на овој начин добиваат покана за состанокот. Бирате кога ќе биде состанокот, овде имате еден дел кои се опционални, значи не се задолжителни, може да присуствуваат, ама доколку сакаат. Избирате кога ќе го правите состанокот. Значи на кој датум, кликнувате на датумот и ви се отвора погледот. Еве, например, ќе го закажем ова да биде понеделник на 24 во 20 часот. Да трае до 29:30, 30 минути, може и целодневен настан да биде, не е битно. Во делот овдека може да изберете дали тој настан ќе се повторува. Тоест, дали вашиот час ќе се повторува во текот на неделата. Тоа е многу, да, сигурно ќе се повторува. Ќе го креирате еднаш и ќе го кликнете овдека во делот Repeat, ќе се повторува. Секоја недела, дневно, секој ден, секоја недела, секој месец или годишно. Например, вие како наставник, ако имате час во понеделник и среда, во 5 сатот, 17 часот, тогаш можете автоматски да изберите годишно и автоматски календарот ви е пополнет за цела година во тој период. И со едно закажување ќе ги имате покриено сите. И при тоа ќе бидат во истиот канал сите закажани. Овдека додавате локација, не морате да ја пишете. Во овој дел тука, стандардно ги имате сите опции за форматирање, може да додавате параграфи, може да го уредувате текстот, да цитирате, да вметнувате линкови, да вметнувате табели, слики може да вметнете. Во овој дел, мој совет би било да стои агендата за состанокот или целите на часот. Или ако би правиле наставнички совет, тука тој што го организира состанокот ќе го напише дневниот ред. И тогаш, како училиште, кога би имале ние, например, тим од наставници, специјално, тогаш сите ќе го добијат состанокот и ќе добијат агендата. Значи нема потреба од огласна табла. Во делот, кога ќе пополниме се, забележувате сега немаме информации каде е линкот со состанокот. Во делот асистентот, видете сега, бидејќи јас поканив двајца, ова е нивното слободно време. На овој начин може да видите дали има преклопување. На сите што се повикани, поканети, и сите останати што се во состанокот. Ако има поклопување во терминот, значи вие треба да го преправите. Терминот што е првично избор не одговара. Тоа значи дека ако, например, директорот закажува наставнички или пак се прави распоред за некој состанок, а во кој што сите наставници се внесени со сопствените календари, и ако изберете грешен датум, вие ќе видите на овој начин дека има поклопување. Откако ќе завршите со се, многу е битно да изберите временската зона и ќе кликнете на Send и сега состанокот се креира. Понеделник е 24. Значи сега ќе одиме. Еве 24. Ево го состанокот. За да го видите линкот од состанокот, откако ќе го креирате, морате да го отворите. Сега гледате, можете да го откажете, да креирате чет за тој состанок, и при тоа напомнувам, четот може да користите се што сакате дека. Може да додавате видеа, може да додавате различни слики, еве ги стикери. Дури може и мем да додадете. Значи, и целото да го испратите. На учениците, верувајте, ова многу му интересно. Но овој ќе биде како почеток на четот. Можете да ги видите сите детали, да го отворите уште еднаш асистентот и можете веќе да го приклучите, да се приклучите на состанокот. Сега, во делот за детали, две опции ви се најважни. Meeting Options
овдека. Тоа е многу важно за наставникот. Зошто? Затоа што во Meeting Options и се отвори друг прозорец, ќе се вратам после, за да го споделуваме, да објаснам. Тука ќе подесите во Meeting Options кој може да презентира на состанокот и кој какви права има на состанокот. А линкот до вашата средба се наоѓа тука. Десен клик, го копираме линкот и можам да го испратам на било кое средство за комуникација и секој што ќе го има овој линк, ќе може да се приклучи на состанокот. Сите вие што сте на оваа средба го имате овој линк. Затоа што не сте поканети во делот за покани. Затоа е разликата, вие немате пристап на четот што овдека јас го креирам. Че вие како наставници, кога ќе го креирате, сето што ќе биде ставите тука ќе му биде достапно на учениците. Но бидејќи јас не ве поканувам сите, туку ви го праќам линкот од состанокот, вие ги немате сите права. И сега можеме само да се приклучиме на состанокот. Значи, сега ќе направам cancel и уште еднаш ќе повторам како резиме. Прво го креирате состанокот, добивате ваква икона, потоа ја отворате икона, го отворате состанокот за да го видите линкот. Во првото креирање линкот не постои. Сега, морам да го прекинам ова споделување и да ви го прикажам уште митинг опциите за состанокот. Значи, ова се опциите за состанокот. Името на состанокот, кога е закажан, кој го закажал. Еве ги опциите. Кој може да го помине лобито или собата за чекање? На нашиот состанок тука, бидејќи јас го работам сам, јас избрав сите, за да не ви пуштам еден по еден. Значи имате 4 опции. А сите, луѓето од мојата организација или само мене. Потоа, дали да му дозволиме на тие што се јавуваат преку телефон да не чекаат во лобито. Но бидејќи ние немаме и дали го клучиме да не го клучиме се исто ние. А ова е информација, дали да добиваме известување, кога тој што се приклучува ќе се најави или не. Уклучено ми е за да имам известување да знам дека некој се приклучува. Ова е многу битно. Кој може да презентира? На овој состанок мене ми е избрано само мене. Но можам да изберам specific people и ќе го напишам мејлот, овдека бидејќи не го избрав јас тоа, ќе пишувам мејлот на тој што ќе презентира. Или само мене, ако сте вие наставник. Ова опција мора да изберите за да имате контрола, да не ви се случи ученикот да сподели нешто, а не треба. Тоа значи вие како наставник можете да го изберите ова на почетокот, може да ги пуштите сите, но не препорачувам тоа да го направите. Значи, учениците треба да чекаат пред да почне часот. Или пак, ако сакате да не чекаат, овозможете таа опција тука за да влезат во училницата, во виртуелната училница без да чекаат. И при тоа, направете се вие како презентери. И на крајот кликнете на Save и подесувањата се зачувани. Напомнувам дека овие подесувања можете да ги направите и за време на состанокот. Значи, додека ви трае часот, може да промените кој кога ќе презентира. Еве, јас толку имав за денес. Што сакав да ви прикажам, и тоа внимајте, не навлеговме во тоа како се креираат и што се креира. Тоа го оставам за наредниот час и како ќе работиме со документи. Тоа е за понеделник. Значи, кодот ќе го добиете во порака, приватна, за да го споделите сите. И денес ќе има код од средбата, а тој што го сака. И сега повелете да ве слушнам. Ако имате прашање.
Значи, слушнав дека имаме проблеми со дистрибуцијата на сигналот што оди. Да напомнам дека зошто е тоа така денес. А затоа што јас го споделував прозорецот од каде што оди состанокот. Значи, се пренесуваја дупло двете пати, плюс одеше лайвстрим на Facebook. А може ако одеше, може да не оди, немам контрола сега. Значи, а верувајте, затоа треба голем, добар интернет, за да може да се спроведи се. Но, вие како наставник, ако споделувате нешто, тоа ќе зборуваме наредниот час. Внимавајте, имате 4 различни начини како презентација да се сподели. Значи, наредниот час ќе учиме како правилно да споделиме и што е најдобро во различни ситуации за колаборација со учениците. Например, како учениците да ја користат белата табла, например, за брейнсторминг, за бура на идеи на почетокот од часот. Сите го има тоа. Тоа е делот која ќе кликнете во делот на share. Вие не го гледате, но ќе се гледа на снимката која ќе правиме. Најдесно имате бела табла. Ќе зборуваме наредниот час за тоа. Како да споделите документ и како тоа да го прикажете на начин што ќе биде добар за учениците. И тогаш ќе биде нешто побрзо, затоа што нема да го презентираме целиот прозорец. Исто и на вас. Ако нема прашања, ви се заблагодарувам и ви најавувам средба понеделник во 20 часот. Ќе добиете сега тогаш нов мејл со нов линк на кој што ќе ги имате сите овие работи. И напомнувам дека завршната средба ќе ни биде како да направиме автоматизиран процес со самиот одговор на ученикот да добивате еден куп други работи. Значи и тоа може да се направи. И реков, чекор по чекор ќе правиме се што можеме. Ви благодарам многу, па се гледаме понеделник и слушаме. Повели? Така. Да, ќе зборуваме за тоа како да биде таа презентација едитабилна, за да не можат учениците собствена копија да направат. И како тоа треба да го направат, за да не се прават 50 копии. Туку само таа што сте ставиле вие. Ништо. Ако немаме прашања, имајте пријатна вечер, па се гледаме понеделник. Довидување.